во 6-тиот месец беше испратен од Бога ангелот Гавриил во галилејскиот град по име Назарет, при една девојка, свршена за маж по име Јосиф, од домот Давидов, а името на девојката беше Марија. И кога влезе ангелот при неа, рече: Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените. А таа, штом го виде, се уплаши од зборовите негови и помисли: каков е овој поздрав? И рече ангелот: не плаши се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете, ти ќе зачнеш и во утробата и ќе родиш син и ќе го наречеш со името Исус. Он ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давида. И ќе царува над домот Јаковов секогаш и царството негово нема да има крај. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа, кога јас не знам за маж? Ангелот ја одговори и рече: Светиот Дух ќе слегне на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Па затоа и роденото ќе биде свето. И ќе се нарече Син Божи. А кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во дните на цара Ирода, ете дојдоа од Ерусалим мудреци од исток и рекоа: Каде е новородениот цар јудејски? Ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. И ете, звездата, што ја беа виделе на исток, врвеше пред нив, додека не пристигна и се запре над местото каде што беше младенецот. Па му се поклонија, ги отворија своите ковчежиња, му принесоа дарови: злато, ливан и смирна.
Имаше пастири во тој крај, кои ноќеваа и го чуваа своето стадо. И одеднаш се јави ангел Господов меѓу нив и славата Господова ги осветли и се уплашија многу. Ангелот им рече: не боите се, плашете се. Еве, ви соопштувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе. И одеднаш со ангелот се јави многубројно небесно воинство, кој го славеше Бога велејки: слава на Бога во висините, слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Меѓу луѓето добра волја. Слава на Бога во висините, меѓу луѓето добра волја. Слава на Бога во висините, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја.
А во оние дни дојде Исус од Назарет Галилејски, и се крсти од Јована во Јордан. И кога излегуваше од водата, веднаш виде како се отвараат небесата. И Духот во вид на гулаб како слегува над него. И се чу глас од небесата: Ти си мојот возлюбен син. Ти си мојот возлюбен син. Тој е по мојата волја. На третиот ден имаше свадба. Свадба во Кана Галилејска. А мајката на Исуса беше таму. Поканет беше исто така на свадбата Исус и неговите ученици. А кога приврши виното, му рече мајка му на Исуса: немаат вино. А Исус им рече: наполнете ги садовите со вода. Тие ги наполнија садовите со вода. Па им кажа: нацрпете сега и однесете му на старосватот. И вкуси старосватот. Виното беше станато од вода.
И кога поучуваше по синагогите, го проповедаше Евангелието на Царството и лекуваше секаква болест и немоќ кај народот. Па се разнесе глас за него по цела Сирија и ги доведуваа при него сите болни, нападнати од разни болести и страдања, и бесни, и месечери, и фатини, и тој, он, ги лекуваше. Он ги лекуваше. Исус ги стигнуваше бурите. Му се покоруваа водите, ветровите. Им заповедуваше на бесовите, ги воскреснуваше мртвите. Нахрани 5000 луѓе. Исцеливаше и слепи, и неми. И одеше по морето одеше. Нахрани 4000 луѓе. Ги пророкуваше идните страдања.
Тогаш еден од 12-те по име Јуда Искариот отиде при првосвештениците и рече: што ќе ми дадете да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. И од тогаш тој бараше погодно време да го предаде. Потоа отиде Исус со учениците на едно место наречено Гециманија. Им рече: поседете тука, поседете. Поседете додека да отидам и да се помолам. Смртно е нажалено. Останете. Бидете будни со мене.
беше дал знак велики. Кого што ќе го целивам, оне. Фатете го. Сето мноштво се крена. Па го одведоа кон пилата и почна да го обвинуваат. Сплетоа венец од трн, му облекоа багреница, Разпни го! Разпни го! Разпни го! Разпни го! И го однесува. Да го разпни.